Како кандидат за градоначалник на општина Карпош, денеска тука во спортскиот центар Борис Трајковски во Карпош, почестена сум и радосна што присуствувам на дружба со младите и спортистите. Тука кои што се присутни на организиран турнир по куглање. До мене е директорот на спортскиот центар, кој што понатаму ќе каже збор 2, на се ова што гледате позади мене како градилиште, што не ќе можам јас да објаснам. Господинот е присутен во својство на представник на спортскиот центар, кој што ќе ни овозможи на нас да подобро се запознаеме со изградбата конкретно на аквапаркот. Пред тоа да кажам дека доаѓаме од кугланата, каде што присуствувавме како младите се куглат и зедовме учество во таа игра. Денеска сега се наоѓаме во местото каде што пред еден месец е ставен камен темелник за изградба на аквапаркот. И околу нас веќе објектот е пораснат и не само тој, туку и други спортски објекти се градат, кој што за неколку месеци овај центар, кој што и сега е регионален, бидејќи на него веќе се одиграни повеќе спортски надпревари од европски карактер, ќе стане еден регионален центар поширок од нашата држава, Балкански регионален центар, каде што ќе се одигруваат многу надпревари спортски и самото тоа не само што ќе допринесе за јакнењето на духот, здравиот дух на младите и на возрастните, туку и за еден економски подем на самата општина. Јас би го замолила присутниот директор Радко Капушевски да нас ни објасни во која смисла и за колку време ќе биде изграден целосно аквапаркот, а во позади него ќе има проширување со нови објекти. Благодарам, Јагнова. Како што најави Јагнова Куновска, денеска беше наш почесен гостин, каде што ги разгледувавме можностите за една подолгорочна соработка во иднина, доколку граѓаните ни ја укажат таа шанса, бидејќи нас тука во спортскиот центар Борис Трајковски ние добродојдеме секоја помош, дали од приватни субјекти, дали од локалната самоуправа, дали од владата. Токму заради таа цел денеска сме тука да видиме до каде се одсоодува прогресот со градежните активности, односно изградбата на првиот градски аквапарк во Скопје. Како што најавивме и со поставувањето на камен темелникот на Бадник, овој проект ќе заврши во месец мај, така што за престојната летна сезона граѓаните на градот Скопје ќе имаат најголемата летна атракција за која што досега не може да уживаат. Средства да се обезбедени преку владата на Република Македонија за ревитализација на спортскиот центар Борис Трајковски, а спортските објекти кои се во состав мисиот моментално функционираат со максимална посетеност од страна на граѓаните, но со господијата Куновска денес ќе разгледуваме можностите за дневни активности преку школите кои што се под самата локална самоуправа, кои се наоѓаат на територијата на општина Карпош, со цел да се развиваат младите во една спортска култура, во еден спортски дух, се со цел да бидат понастрана од пороците на 21. век, кои што темнат секаде низ светот, а за жал и во Република Македонија. Спортскиот центар Борис Трајковски заедно со локалните самоуправи е секогаш подготвен за соработка и да придонесува кон развојот на младите во еден правилно насочен кон развој на здраво тело и здраво.